раст кој стварно не загрижува и нас како бизнисмени. Почна од прошла недела, еве продолжува и ова недела. Имавме корекции на цените 2 пати, значи од страна на регулаторната комисија. Мада ние како бизнисмени не бевме задоволни за тоа што се доснуваше со корекцијата на цените на дериватите. Јас мислам дека регулаторна комисија, една одлука што ја донесе дека еднаш неделно треба да се коригираат цените на дериватите, кога веќе имаме, значи, како што рековте, на глобално ниво, зголемување на цените на дериватите, треба и регулаторната комисија конформ ситуацијата, како се движи пазарот, треба да реагират со корекции, а не еднаш неделно, затоа што таа одлука мислиме дека е погрешна донесена и треба да се повлече, затоа што ние имаме на дневно ниво зголемување на цените, а не на неделно да чекаме за да ги коригираме, затоа што штетите ќе бидат многу големи врз економијата, врз бизнисот и така може да доаѓаме во некоја ситуација. Каква е состојбата 2 недели веќе на некој начин како да го амортизираат тој удар од 23 над 23% покачени горива? Што ви кажуваат, каква е состојбата, кои сектори се најпогодени? Тие корекциите со затоснување биле, мада анализираше и владата, мислам и сите институции кои се... Сегашната цена треба да е повисока на нафтата и нафтените деривати? Тука Апсолутно морам да кажам дека ако ги анализираме цените на дериватите кај соседите, може да констатираме дека нашите цени што ги имаме сега тука за деривати, пошто тие цени значи се контролираат од регулаторната комисија, тие цени во однос на другите држави со кои се ограничуваме, па и со тие што не се ограничуваме во Балканот, имат многу поголеми и повисоки цени за дериватите,